Најава за денешните настани. Охрид домаќин на Европски куп во параглайдеризам. За првомајските празници се очекуваат првите организирани групи туристи од Полска. Меѓународна еколошка акција за чистење на Охридското езеро. Поради закана од руска агресија, можен експресен влез на Шведска и Финска во НАТО. Со најавените и останатите содржини во дневникот, започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето претежно сончево со појава на локална облачност. Ветровито и топло со измерени максимални 19 степени Целзиусови. Во попладневните и вечерните часови зголемување на облачноста и услови за слаби локални врнежи од дожд. Во петок над најголем дел од Европа времето стабилно. Ќе има зголемена облачност, но ќе биде релативно посвежо за овој период од годината. Невообичаено топло на Пиренејскиот полуостров и на југ од Балканот. Утре на Балканскиот полуостров времето претежно сончево, локална облачност и високи температури. Локално во централните и јужните делови зголемена облачност, услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури на Балканот од 16 до 25 степени Целзиусови. Во Македонија во петок свежо утро со утрински и предпладневни часови, кога ќе имаме претежно сончево време и појава на локална облачност. Попладно зголемување на облачност. Локално во западните и југозападните делови нестабилно со врнежи од дожд. Минималните од 3 до 13, максималните од 15 до 24 степени Целзиусови. Во Охрид во петок времето умерено облачно, ќе има сончеви периоди, попладни вечерта нестабилно со услови за слаби и локални врнежи од дожд со североисточен ветер. Минималната 8, дневната 18 степени Целзиусови. Во сабота и недела умерено облачно, нестабилно со врнежи од дожд, можност врнежите да бидат од пороен карактер и локално над 15 литри на метар квадратен дожд. Минималната 9, односно 8, дневната 17, односно 16. Во понеделник веќе умерено облачно и нестабилно време. Слаби и локални врнежи од дожд и пат на температурата преку ден на 15 степени Целзиусови. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Охрид е домаќин на првиот европски куп во параглайдеризам. Во следните денови 50 на параглайдеристи од врвен ранг ќе ги одмерат своите вештини. Во дисциплината прецизно слетување, параглайдеристите ќе полетуваат од Галичица, а ќе слетуваат на спортскиот центар Билјанини извори. Охрид од денес до 1 мај домаќин на Европскиот куп во параглайдеризам во дисциплината прецизно слетување. 50 на параглайдеристи од 10 на европски земји ќе ги одмеруваат вештините полетувајќи од Галичица и слетувајќи на спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Градоначалникот Кирил Пецаков ми упати честитки на организаторите на надпреварот, Охридскиот параглайдерски клуб Флај и Воздухоплавната федерација на Македонија им посака успешен спортски настан. Охридската локална самоуправа и јас како градоначалник ќе бидеме подготвени за соработка и поддршка на вакви настани кои може да дадат значителен придонес во развојот на Охрид како интересна дестинација за алтернативен туризам. Мартин Јовановски од Воздухопловната федерација на Македонија кажа дека за прв пат се организира Европски куп на параглайдеризам во Охрид. Досега биле организирани голем број надпревари во Македонија, но на други локации. Организаторите со помош на локалната самоуправа се надеваат дека во иднина Охрид ќе биде домаќин и на европски и светски купови, но и на европски и светски првенства. Ќе придонесат за развој на активниот туризам на градот, а со помош на временските услови овој пат ќе ги се покажат во најдобро светло убавините на Охрид и Галичица. Големите светски имиња на оваа дисциплина се тука. Топ 3 на светската ранг листа се тука, а од топ 20 веројатно 15 на луѓе се присутни на овој настан, што го прави доста значаен затоа што носи исто големи бодови за светската ранг листа, која што ќе помогне и за како промоција за Охрид, ама ќе помогне и на македонските надпреварувачи за да освојат подобри поени. Колку е атрактивно, можем да ви кажем дека Македонија, иако не може да се споредува како број на параглайдеристи со некои европски или алпски земји, за жал, но имаме мал број на надпреварувачи, но тие се од светски ранг. Во земјава има 150 надпреварувачи од 30 параглайдерски клубови, од кои 20 се активни, а има и 3 параглайдерски школи. Досега македонските параглайдеристи имат освојувано прво место на светската ранглиста и 4 светски рекорди. За првомајските празници се очекуваат првите организирани групи туристи од Полска. Според прогнозите на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, годинава на брегот на Охридското езеро ќе летуваат околу 25.000 гости од Полска. Очекувањата за летната сезона 2022 се оптимистички. За првомајските празници доаѓаат првите организирани групи од Полска. Руско-украинската криза не ги поколеба пољаците да летуваат на брегот на Охридското езеро. Оваа сезона се очекуваат 25.000 туристи од Полска да ги посетат Охрид и Струга. Тоа го потврдиле полските туроператори, велат од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Јас се исконтактирав со скоро сите полски туроператори. Можам да кажам дека еден полски туроператор потврди помеѓу 5.500 и 7.500 туристи кои што ќе бидат за 2022 година. Не би сакал да ги откривам имињата на туроператорите, но се надевам дека 2022 година ќе имаме ист или поголем број на полски туристи. Всушност 2021 година имавме 19.000 полски туристи. Се надевам дека оваа година ќе стигнеме до бројката од 25.000. На поуспешна туристичка сезона се надеваат и локалните туристички работници. За среќа пандемијата полека заминува, но сепак ево се соочуваме со сега друга криза, војна, што никој не ја посекуваше и очекуваше, и повторно се појавува тука малце еден проблем, една своевидна, како да кажам, криза, која што се надеваме нема да се одрази како пандемијата, бидејќи согласно најавите што ги имаме и сите очекувања е дека оваа сезона ќе биде успешна. Далеку сме уште од очекувањата, значи што да ги оствариме од 2019 година, но сепак во споредба со изминатите 2 години очекуваме дека конечно ова 2022 година ќе биде поуспешна и туристичкиот сектор малце ќе
земе замав и ќе закрепне од последиците кои што ги имаше. Оптимизмот пост пандемијата го подкрепуваат најавените нови авиолинии на компанијата Визер. Ќе имаме нова линија Марибор-Скопје, со што всушност и Словенија повторно се поврзува со нашата земја. Се надевам дека во брзо време и ќе имаме добри вести кога е линијата Белград-Охрид во прашање и дополнително се надевам веќе од 2023 година ќе размислуваме заедно со Република Бугарија за лет Софија-Охрид, Охрид-Варна и поголем број на линии кои што ќе го поврзуваат нашиот регион. А исто така и тенденцијата на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот за 2023 година да имаме дополнително брендирање на самата дестинација во 2022, а во 2023 да почнеме поголемата национална кампања во регионот и во европските земји за Македонија како туристичка дестинација, и тоа на YouTube, Google. Великденските празници донесоа половична исполнетост на хотелските капацитети и приватното сместување на брегот на Охридското езеро. Првомајските и рамазанските празници се очекува да привлечат поголем број туристи. Викендов во Охрид ќе се одржи меѓународна еколошка акција за чистење на Охридското езеро од цврст отпад. Акцијата ја организира Нуркачкиот центар Амфора како дел од финалните активности на проектот Охрид Еко 2022. Акцијата започнува во сабота 30 април со почеток во 10 часот. Според најавите во чистењето на езерото се очекува да се вклучат околу 80 нуркачи од нашата држава, од Србија и од Хрватска. Во интерес на навремен почеток на акцијата се молат нуркачите да бидат на градското пристаниште во 9 часот со целосна нуркачка опрема. Во недела 1 мај во 10 часот и 30 минути за сите учесници Нуркачкиот центар Амфора од Охрид ќе организира нуркање на подводниот археолошки локалитет Плоча Миќовград. Настанот е поддржан од општина Охрид. Билатерална средба на македонските и албанските представници за заштита на регионот на Охридското езеро. Средбата се одржа во Тушемиште, Поградец, Република Албанија. Билатерална средба посветена на заштитата на регионот на Охридското езеро и неговото сливно подрачје. На состанокот од македонска страна, покрај министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини, присуствуваа и градоначалниците на Охрид, Струга и Дебарца, Кирил Пецаков, Рамис Мерко и Зоран Ногачевски. На средбата беа избрани нови членови на Билатералниот комитет за заштита на регионот, а се разговараше и за стратешкиот план кој во драфт верзија треба да биде изготвен до септември и идните активности. Градоначалникот Пецаков на средбата истакна дека заштитата на Охридското езеро и целиот регион по неколку децении заедничка работа денес добива нов импулс, со дефинирани заложби, стратегија, планови и решенија кои заеднички ќе ги споделат централните и локалните власти на Република Албанија и Република Македонија. Во таа насока, градоначалникот Пецаков подвлече дека општина Охрид доследно и целосно ќе биде посветена кон исполнување на сите цели кои заеднички ќе бидат поставени со нашите албански партнери. На средбата Албанија беше представена со министерката за туризам и животна средина Мирела Кумбаро Фурџи, перфектот на регионот Корча Нертил Јоле и градоначалникот на Поградец Илир Џаколи. Договорено беше идната средба на експертско ниво да се одржи на 27 мај во Охрид. Нова велосипедска традиција во Струга, која ќе се повторува секој последен петок во месецот. Утре, петок, 29 април, започнува една нова велосипедска традиција во Струга. Зборното место е на градскиот плоштад. Во 17 часот и задолжително треба да имате велосипед. Ке се вози по улиците на Струга и околу градот. Организаторите Critical Mass Струга велат, ова е само уште еден нов почеток на една стара традиција која се одржува со години во повеќе градови низ светот. Вообичаено турата се вози во последниот петок од секој месец. Целта на оваа активност е да се подигне свеста кај возачите, да се зголеми желбата на граѓаните за велосипедизмот и да бидеме пример за поеколошки град, велат организаторите. Прво издание на етнофестивал во Охрид. Фестивалот е во организација на Сдруженијето Арт Пријатели од Охрид, а со поддршка на општина Охрид. Со концерт на етносоставот Монистра, синоќа во Охрид започна етнофестивалот во организација на Сдруженијето Арт Пријатели од Охрид, а со поддршка на општина Охрид. Во име на градоначалникот Кирил Пецаков, за отворен го прогласи советникот Перчо Божиновски.
Промовирајќи ги македонските културни традиции и фолклорот, ние во исто време ја потврдуваме и нашата македонска гостопримливост и отвореност кон сите кои ги негуваат овие трајни вредности. Токму затоа, овој културен настан е многу значаен и вреден за сите нас и јас очекувам истиот да добие традиционален карактер. На организаторите, Сдруженијето Арт Пријатели од Охрид и на учесниците им посакувам успешни фестивалски ноки со желба секое фестивалско издание да биде подобро од претходното, а ние како локална власт и понатаму ќе застануваме за вакви случувања кои не промовираат во светот, рече Божиновски. Вечерва на втората фестивалска ноќ во Центарот за култура Григор Прличев, преку ревија на македонските традиционални носи од сопствената збирка на колекционерот Антонио Стојчевски, ќе се оддаде почит на нашите традиции, на нашите белези кои ги создавале нашите мајки и баби, пошто ќе настапат членовите на Државниот балетски музички училишен центар Илија Николовски Луј. Традиционалната музика и препознатливите македонски носи како дел од духовното творештво се еден од најзначајните белези на националниот и културен идентитет на секој народ. При претрес во Охрид пронајдена е дрога и приведено е едно лице, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Синоќа во 18 часот и 30 минути во Охрид полициски службеници од СВР Охрид оделение за недозволена трговија со дрога од слобода го лишиле лицето НТ, 35 годишен од Охрид. При претресот во неговиот дом, извршен со судска наредба, пронајдени одземени со околу половина килограм марихуана спакувана во повеќе различни пакувања и масло од канабис. Тој е приведен во полициската станица и по целосно документирање на случајот. Против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Вестите од светот се во продолжение. Генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг треба денес да се сретне со претседателите на сите политички партии во Европскиот парламент за да разговара за Украина и безбедноста на Европската унија. Ова е прв пат генерален секретар да биде поканет на конференцијата на претседатели на Европскиот парламент во контекст на инвазијата на Украина од страна на Русија и се поизвестна апликација за членство на Финска и Шведска во НАТО. Пред почетокот на состанокот, Столтенберг заедно со неговата домаќинка Роберта Мецола, претседателката на Европскиот парламент, пред новинарите порача дека процесот на зачленување на Финска и Шведска ќе оди брзо доколку овие две земји поднесат апликации. Додаде дека не е загрижен за транзицискиот период меѓу апликацијата и полноправното членство. Столтенберг утрово за Европскиот парламент ќе разговара и за Украина и за помошта која ја бара од Европската унија и Западот. Русија ја предупреди Јапонија и се закани со одмазнични мерки доколку заедничките поморски вежби со САД се прошират во близина на источните граници на Русија. Оваа закана е само продолжение на конфликтот Москва-Токио. Москва е бесна затоа што Јапонија и даде недвосмислена поддршка на Украина и се доближува до земјите членки на НАТО. Русија и Јапонија всушност имаат нерешени односи од крајот на Втората светска војна поради островите кои тогаш беа окупирани од советските сили. Рускиот заменик министер за надворешни работи Игор Моргулов изјави дека американско-јапонските поморски вежби се потенцијално офанзивни по природа, според извештајот на Руската државна новинска агенција. Морнарицата на САД и Јапонија минатата недела ги завршија заедничките вежби во источното Кинеско и Филипинско море. Бројот на случаи на сипаници е во пораст во светот, се вели во извештајот на Светската здравствена организација објавен во Женева. Бројот на пријавени случаи на морбили во првите 2 месеци од годинава е за 79% поголем отколку во истиот период минатата година. Причината за зголемувањето е тоа што премалку деца се вакцинираат, делумно затоа што кампањите за вакцинација беа суспендирани за време на пандемијата од COVID-19, а делумно затоа што земите беа принудени да пренаменат пари за други проблеми. Малите сипаници се пренесуваат со капки при зборување, кивање и кашлање. Инфекцијата започнува со симптоми слични на грип, проследено со воспаление на кожата и може да доведе до пневмонија, воспаление на средно уво, дури и воспаление на мозокот. Болеста може да биде смртоносна и да го ослаби имунолошкиот систем, така што заразените стануваат поподложни на други болести. Пред 2 години 23 милиони деца не ги примиле препорачаните вакцини повеќе од било која година од 2009-та. Во јануари и февруари оваа година беа пријавени 17.338 случаи на мали сипаници. Меѓу април 2021 и 2022 година вкупно регистрирани се 21 голема епидемија на сипаници, од нив повеќето во Африка и Источен Медитеран.
Пожарникарите од Нью Делхи се борат со пожар кој избувна пред 3 дена на огромна депонија во главниот град на Индија, додека северот на земјата беше погоден од топлотен бран. Метеоролозите најавија дека температурата во Нью Делхи денес може да се искаже до 46 Целзиусов степен. Властите издадоа предупредување и ги советуваат ранливите луѓе да останат во затворен простор. 4 бригади утрово со околу 30 пожарникари се уште го гаснат пожарот во тешко пристапниот дел од депонијата на трет ден од пожарот, изјавија за Associated Press пресот против пожарната бригада на главниот град на Индија, додавајќи дека пожарот може да се локализира до утре. За сега нема информации за жртви, а властите ги истражуваат причините за пожарот. Планината ѓубре која гори е висока 60 метри, а од неја се издига густ чад кој го влошува атмосферското загадување. Метрополата со повеќе од 20 милиони жители нема модерна инфраструктура за отстранување на 12.000 тони отпад кој го произведува секој ден. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте, пријатно.